Кратки најави за денес. Охрид го чествува денот на македонската револуционерна борба. И овој продолжен викенд Охрид исполнет со туристи. Доброволните противпожарни друштва ќе го добијат заслуженото место во системот за цивилна заштита. Неделава започнува вакцинацијата против сезонски грип. Европската Унија го поддржува предлогот за хуманитарна пауза меѓу Израел и Хамас. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 22 степени Целзиусови. Утре во западните и централните делови на Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на север од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Локално во централните и источните предели претежно сончево време со појава на локална облачност, додека пак во Словенија и Хрватска нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 17 до 25 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 18, односно до 27 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло. Минималната температура до 10 степени, додека пак дневната до 22 степени. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди со дневна температура до 22 степени. Во попладневните часови услови за слаби локални врнежи од дожд. Во четврток претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, минималната температура до 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди, попладне со услови за слаб локален дожд. Минималната од 10 степени, додека пак дневната повторно до 22 степени. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време.
Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го чествува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Делегација на општина Охрид, предводена од секретарот Александар Китески, се поклони и положи цвеќе пред споменобележијата на охридските револуционери во градскиот парк по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Цвеќе положија и охридските пратеници во Собранието на Република Македонија, делегација на Сојузот на борци од Охрид и Дебарца и останати представници од политичкиот и општествениот живот во градов. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до граѓаните по повод денешниот празник. 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба е потврда дека милениумското постоење на македонците било со постојана борба за себе идентификација од антиката па се до денес. Македонците се борат затоа што се храбри, трпат затоа што се мудри, простуваат затоа што се богоугодни и најважно од се, знаат одново и одново да градат за себе и за другите кои ги споделуваат ваквите вредности. Јас сум уверен дека како генерација го носиме кодот на нашите предци и знаеме да ги пребродиме сите предизвици кои се пред нас за известна и просперитетна иднина. Нека ни е честит и векови 23 октомври и вечна да ни е Македонија, се вели во честитката од градоначалникот Пецаков. И овој есенски продолжен празничен викенд Охрид полн со туристи. Голем број странски групи секојдневно го посетуваат главниот туристички центар. Туризмот во 2023 година урива рекорди. Овој продолжен празничен викенд Охрид полн со туристи. После успешната летна туристичка сезона и во есенскиот период се бележи солидна исполнетост. Забележително е присуство на голем број странски групи. Според туристичките работници, 2023 испишува рекорди по посетеност и број на ноќевања, како никогаш претходно. Годинава имаше туристи од сите страни на светот. Моментално, најбројни се групите од соседството и од Турција, кои се дел од балканските кружни тури. Видно може да се забележат туристи од соседните земји, туристи од Турција, туристи од скандинавските земји и сето тоа допринесува Охрид да живее во една убава атмосфера, раздвижена. Туристичките работници велат веќе се прават подготовките и се склучуваат договорите со туроператорите за следната туристичка сезона. Подпишуваме договори за идната сезона, најавите се добри, значи договорите се во тек, некои се веќе подпишани, така да енергично се подготвуваме за наредната 24 година, која што се надеваме дека ќе биде уште подобра и од ова. За идната година се очекува зголемување на бројот на холандските и англиските туристи за 15 до 20%. Неделава започнува вакцинацијата против сезонски грип, соопшти Министерството за здравство. Граѓаните од ризичните групи кои се пријавиле за вакцинација преку веб страницата vakcinacija.mk во следните денови преку SMS порака ќе добијат известување за точниот датум, час и место за вакцинирање. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. Во државата се пристигнати вкупно 60.000 дози 4-типни вакцини против сезонски грип, наменети за бесплатна вакцинација, соопштија од ресорното министерство.
Местото на доброволните противпожарни друштва е во една силна, стабилна и одржлива мрежа во системот за кризен менеджмент и цивилна заштита. Тоа е една од целите на Министерството за одбрана при реформата на системот за управување со кризи, истакна ресорната министерка Славјанка Петровска во Охрид на средба со представници на доброволни противпожарни друштва. Во земјава на доброволна основа функционираат 15 на противпожарни друштва, од кои 3 во Охридско-Струшкиот регион. Доброволните противпожарни друштва ќе го добијат заслуженото место во системот за управување со кризи. Министерството за одбрана разработува реформа на системот за управување со кризи и цивилна заштита на населението, кои според ресорната министерка Славјанка Петровска ќе понудат прагматични, ефикасни и економични решенија за неговото идно функционирање. И како она што ќе биде една од новините во тој предлог е дека ги препознаваме и доброволните противпожарни, меѓутоа и сите останати доброволни друштва во нашата држава кои сакаат и со својата работа веќе им помагаат практично на институциите. Во Охридскиот регион во моментот функционираат доброволните противпожарни друштва Екофап, Ентузијаст, Охрид, Дебрце и Струга, на кои со предложените реформи треба да им се препознае важноста на дејствувањето во справувањето со предизвиците. Друштвата ќе бидат подпомогнати од системот како двигатели на цивилната заштита и најдобри познавачи на своите локални заедници, подблече министерката Петровска на неодамнешната конференција во Охрид за развој на мрежа на доброволни противпожарни друштва во Македонија. Во овој пакет на закони кои ќе го понудиме како дел од реформата, тие ќе бидат соодветно апострофирани, се разбира се со цел во иднина да имаме систем кој ќе биде способен да одговори ефикасно на предизвиците со кои се соочуваме како држава. Во земјава на доброволна основа функционираат 15 на противпожарни друштва, чии представници на состанок во Охрид се координираа во поглед на ново законско решение што ќе го уреди нивното функционирање и прецизирање на статусот на пожарникарот доброволец. Делегација на Царинската служба на Јужна Кореја во посета на граничниот премин Кјафасан. Начините на кои што се извршуваат контролите на граничните премини беше главен фокус во рамки на посетата. Висока делегација на Царинската служба на Јужна Кореја во посета на граничниот премин Кјафасан. Пред колегите од Корејската царина беше презентиран концептот за заедничка царинска контрола, како и начинот на вршење контрола на товарните возила со мобилен скенер. Воедно пред нив беше представено и кучето цариник Бади од специјалната единица К9, кое секојдневно царинските инспектори го тренираат со цел спречување на секој обид за криумчарење нелегални супстанци, скриени најчесто во стока со интензивен мирис, информира од Царинската управа на Македонија. Неодамна Царинската управа на Македонија потпиша меморандум за соработка со Царинската служба на Република Јужна Кореја, врз основа на кој ќе добие $4,8 милиони грант од владата на Република Јужна Кореја за воспоставување систем за управување со ризици и податочен склад како придонес за сузбивање на шверцот и даночното затајување. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Советот за надворешни работи на Европската Унија за уште една година ги продолжи рестриктивните мерки кон терористичките групи Исламска држава и Ал-Каеда. Односно, со оваа одлука истите ќе важат до 31 октомври 2024 година. Продолжувањето на мерките се однесува и на физички и правни лица, организации, компании и субјекти поврзани со овие терористички групи. Со мерките им е замрзнат имотот во Европската Унија, а на лица и субјекти од Унијата им е забрането да им ставаат на располагање средства, финансии или било какви економски ресурси. На физичките лица дополнително им е забранет и влез на територијата на Европската Унија. Одлуката ќе стапи на сила на денот по објавувањето во службениот весник на Европската Унија, стои во соопштението. Голем верижен судир ноќеска се случил на германскиот автопат кај чешката граница, при што повредени се 16 лица, од кои тројца потешко. Полицијата соопштила дека според првичните информации, камион кој се движел на север во правец на Дрезден, без да закочи, влетел во сообраќаен метеж, при што предизвикал тотален хаос и верижен судир на 10 автомобили. Очевидци за локалните медиуми изјавиле дека некои возила били уништени до непрепознатливост. За сега не е позната причината за несреќата, ниту пак степенот на штета. Патот и утрово бил затворен за сообраќај.
Глобалните емисии на јаглерод диоксид ќе се зголемат за 1%, достигнувајќи ново високо ниво во 2023 година, предупредуваат експертите. Оваа година се очекуваше глобалните емисии на јаглерод диоксид да паднат за околу 5%, но тоа не се случи, соопштил директорот на Норвешкиот институт за истражување на климата Цицеро. Напротив, според нивните истражувања се очекува зголемување од 0,5 до 1,5%. Конечните резултати од нивната студија ќе бидат објавени во декември, пошто светските лидери ќе се сретнат на 28-та конференција на Обединетите нации за клучните разговори за климатските промени, која ќе се одржи од 30 ноември до 12 декември во Обединетите Арапски Емирати. Пред сесијата ќе се одржи од 24 до 29 ноември. Главна тема на преговорите ќе биде иднината на фосилните горива и главниот извор на загадување со јаглерод диоксид. Жозеп Борел, шефот на надворешна политика на Европската Унија, се придружи на повикот на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш за хуманитарна пауза во конфликтот меѓу Израел и палестинските милитанти Хамас за цивилите во Газа да добијат поголема помош. Третиот конвој со хуманитарна помош денеска замина од Египет во Газа. Првиот конвој од 20 камиони премина во саботата, а вчера околу 14 камиони со основни лекови и малку храна влегле во Газа. 4 камиони биле со вода за пиење, пишува BBC. Според проценките на Обединетите нации, дневните потреби на жителите на Газа се 100 камиони. Ресторан на Макдоналдс беше вандализиран во Истанбул, бидејќи ресторанот од овој синџир за брза храна донесол одлука да им дели бесплатни оброци на израелските војници. Се започна претходно овој месец, кога франшизата на Макдоналдс во Израел, водена од Alonial Limited, соопштила дека ќе обезбеди бесплатни оброци за израелските војници, како и за болниците. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!